Здраво дечки, денес возам Ford Kuga. Да бидам искрен, во овие 8 години колку што постоиме како RPM и во овие неколку 5 години што работиме само на YouTube, видов многу брендови, многу автомобили, многу различни модели кои што се трудат да бидат едно, а да имат спецификации на нешто друго и на крај тоа излегува многу чудно, многу неразбирливо. Многу мал сегмент од брендовите, многу мал сегмент од моделите успеваат да го направат невозможното возможно. Или она што е популарно, SUV моделите да нудат карактеристики како хетчбек. Ford Kuga е еден од тие успешните модели кои што успеваат невозможното возможно да го направат, бидејќи физиката е тешка да се надмине или невозможна. Овие пропорции на SUV да нудат карактеристики како хетчбек е многу тешко. Така да пак ќе кажам, Ford успеа тоа да го направи тоа неколку пати. Знаете дека секој пат кога возам Ford сум фасциниран од нивните карактеристики, колку добро управува секој Ford. Така и со Ford Kuga, бидејќи Ford Kuga е базирана на Ford Focus и всушност ако го гледате од половина на нагоре ќе видите дека усари изгледа баш како Ford Focus, еден поголем Ford Focus, така да дизајнерски мене многу ми се допаѓа. Во возни карактеристики ќе видиме сега за кратко, сега околу практичноста, бидејќи е зголемен Ford Focus, тоа значи дека нуди добри карактеристики во поглед на практичност. Да, 475 литри, багажен капацитет е сосема доволно за секое семејство. Буквално можете да ставите секакви куфери без никаков проблем. Многу ми се допаѓа што оваа даска, односно ова не е ни даска, ова е некој материјалче кој што го крие простор од багажниот простор. Се крева заедно со вратата од багажникот, што е супер и плюс е многу лесно. Друга работа што ми се допаѓа, 12 волтен приклучок за струја. Моите омилени куки за качалки, некои мали остави тука од страна. Добро е што оваа даска е рамна со ивицава на браникот и го леснува товарањето на потежок багаж. Добра работа што седишта во овие седишта се спуштаат од тука, не мора да кружите. И добро, сега ствариве тука и гледате ланци, ранци и чадори нормално поради време мора да носиме, но под даскава има резервно тркало, што е супер. И сега да влеземе внатре, да видиме каква е позицијава за седење тука на задниве седишта. Вау, каков кал направ, браво. Катастрофа, ќе чистиме после. Ајде вака, Ford Kuga нуди стварно добра позиција за седење. Тука позади ми се допаѓа бидејќи е комотно, широко е. Гледате дека има простор за нозете, простор за главата, исто така. Можат да седат тројца патници комотно, без никаков проблем, бидејќи е стварно многу широко. Сега, ајде, кој више испрљав ќе направиме лом до крај. На средниот дел, тука, доле кај нозете нема толку многу висок тунел, не е толку широк, што е добро. Значи можете да ги ставите нозете од страна или можете да ги качите горе, има доволно простор за двете опции да ги искористите и да биде комотно. Доле има два USB порта, едниот е класичен, другиот е Type-C, што е добро. Отвори за вентилацијата и друга работа што ми се допаѓа, седиштава се движат, се лизгаат прво напред, назад, но исто така и наслонот можете да го прилагодувате буквално како сакате да лежите, може. Ајде сега се префрлам напред за да видиме и таму што има од практичност, но и од опрема. Океј, тука напред. 8-инчен дигитален дисплеј кој што ај вака да бидеме искрени, кој ќе влезете во било кој модел на Ford, се чувствувате буквално исто. Мислам, исто бидејќи горе-доле сите се идентични. Дали е Fiesta, дали е Focus, дали е Puma, дали е Kuga, буквално сите се овој концепт. И тоа е добро, бидејќи е лесен за навикнување, квалитетна изработка и од друга страна што се ви е лесно на дофат. 8-инчен дигитален дисплеј, тој го гледаме скоро кај сите модели, доста добар систем, бидејќи лесно се навикнува, респонзивен е поприлично и доста лесно се поврзува со телефонот, што значи дека
сите информации што ви се потребни од телефон можете ги вметнете во системот. Надоле се овие копчиња, на прв момент може ќе кажете, многу копчиња, многу конфузно. Да, се многу копчиња. Да, за разлика од негови ривали, може би изгледа малку застарено, но мене ми се допаѓа бидејќи се е лесно на дофат, се е доста јасно, се знае кој е копче за што е и лесно стигате до било која опција. Оваа опрема Titanium X има многу опрема, многу. Грејачи на седишта, грејачи на волан, грејачи на предно и задно стакло, мислам, стварно многу опрема. И се ви е тука на дофат. Значи, лесно можете да искористите се. Надоле има две остави за телефон, меѓу кои едната е за собежичен полнач, два USB порта, 12 V приклучок за струја, две остави, односно три остави за шишиња со една усредина као помало верзија, тука уште едно веројатно за уште еден телефон или за клучеви или за било што ќе користите, под наслонов за рака, пак има уште една мала остава и одоздола под него е целата, мислам кога ќе се отвори таа мала даска, имате цела голема остава под наслонот за рака. Се, тука на седиштево не ми се допаѓа една работа кај кугава. Возачкава положба. Ова е најниската позиција за седење и јас се чувствам како да возам камион. Искрено, значи сакам да се чувствам малку пониско, бидејќи стварно нуди добри возни карактеристики и ми фали да се спуштам уште малку подоле и барем овие подпори од страна да се поголеми. Бидејќи на моменти се осеќам ко сапунче у рака, дури се бањам, у секој момент мислам дека ќе лизнам од рака и дека ќе паднам. Овие подпори воопшто не ме држат и не ми дават едно убаво чувство. Ајде сега да почнеме да го возиме, да видиме како се однесува куга на пат. Сега конечно да видиме што е тоа, како невозможното станува возможно. Ај вака. Ford, како што кажав, од секој пат во сите нивни модели нудат фасцинантни перформанси, возачки карактеристики, така и тука во куга. Но тука во кугата е малку поспецијално, бидејќи вие да направите кросовер, да нуди офроуд моменти, бидејќи имаме погон на 4 тркала, има можност за возење по снег, по кал, по песок, по најразличен терен како Range Rover да е, и при тоа да нуди карактеристики како хеджбек, ама хеджбек буквално се чувствувате како да возите Ford Focus или Ford Kuga да има подобри карактеристики, возни карактеристики од некои конкуренти на Ford Focus, односно од хеджбек да е подобар. Јас стварно не очекував да е толку добар. Ова е многу интересно. Значи, почнувам да засакувам SUV за возење секојдневно, бидејќи јас сакам ако SUV да ми нуди офроуд моменти, да има таква намена, да има причина зашто возам SUV, а да не биде само подиздигнато возило за низ град и да се осеќам дека сум на ците. Не, тука имам забава зад воланот, толку директна конекција со воланот, со тркалата, со целото возило, толку добро право, толку добра стабилност, нема почувствувате, ама баш никакво клатење, толку ја стегна, толку многу ми се допаѓа целото управување, стварно фјуф. Значи го возев и на отворено, еве и на ридско-планински патеки, мислам стварно во секој момент и на офроуд е интересен, во секој момент нуди стварно вау, невозможното станува возможно. Тоа ме фасцинира. Тука е невозможното станато возможно, бидејќи стварно не можат сите ова да го направат, не знаат сите да го направат. Или не изгледа убаво на лик, или нема вакви перформанси. Океј, другите работи, перформансите, 1,5, 3 цилиндри, турбо бензински мотор, 190 конски сили, 186 конкретно или поточно. Луѓе нема да претпоставите во ниту еден момент дека станува за 3 цилиндри, бидејќи не се чувствуваат никакви вибрации внатре, толку добро го сработеле овој мотор да ќе се изненадите повторно. Во поглед на моќност, страшно добри перформанси. Мислам, нема да ви бидат ни 10 конски сили потребни плюс од ова.
доволни, не е пребрз, ама е моќен. Знаете дека во секој момент може да ви извади од било каква ситуација. Одлични перформанси, автоматски меноч кој што исто така не се чувствуваат никакви вибрации. Да, на звук ја чувствуваат исто како моторот дека се чувства некаква промена на брзина, ама внатре на вибрации, на трзање, на ништо нема да почувствувате дека сте смениле брзина. Многу елегантен, многу линеарен менош, стварно феноменални перформанси секако. Океј се, убав е, стварно одлично вози, но има неколку работи што кажав дека не ми се допаѓаат. Возачката положба. Сакам да седам малку пониско. Сакам, искрено се чувствувам како автобус да возам, камион. Друга работа тоа што се диштава, стварно се осеќам како сапунче кога ќе се лизнам у секој момент кога ќе ми искочи драка сапунчето. Кија го прави тоа феноменално. Имаат широки седишта, тука се многу тесни седалките, конкретно долниот дел. Подпорите се многу мали и нема да се лизнете од седиштето, ама така се чувствувате, како да немате доволно подпора. Седиштата се стварно комотни, удобни се, ама ми фали да се така со поголеми подпори. Во поглед на цена, во моментов има промотивна цена од 30.000 евра, што стварно е добра цена, но не за оваа опрема, за пониската опрема, со мануелен менувач, добар пакет, тоа јас би одел нова, бидејќи стварно има се што ми треба. Греачи на седишта, на волан, на стакла, буквално сите безбедносни системи. Сега безбедносните системи се стварно идеални, одлични, добро од една страна што системот за задржување во лента не е толку пренападен кога сакам да возам, а да не ми пречи, а да биде сепак уклучен тука, но да ве задржува толку сериозно во лента како некои други негови ривали, не. Но од друга страна, во поглед на технологија на светлата, значи Opel, Шкода имаат многу добри светла, но исто така во оваа група се лед светлава и на Ford, бидејќи едва и чекате се стемни за да видите како функционираат и да уживате, бидејќи одлична површина, осветлена површина добивате. Друга работа е што многу интелигентен систем, веднаш се приспособува на возилото околу вас да не им пречи, но исто така штом ќе види кривина се приспособуваат кон кривината. Ме фасцинира. Стварно, многу добри светла, мора ги пробате. Цената знам само дека се движи, како што кажав, од 30.000 евра па на нагоре. Така да, направете subscribe и се гледаме со ново видео наскоро. Чао!